Јас сум Кристина Атовска, добро утро и од мене. Како што веќе забележавте, со мене во студиото веќе е мојата гостинка Татјана Димитровска, помошник на главниот државен ревизор. Добро утро, добре дојдовте во студиото на утренски брифинг. Добар ден, ви благодарам на поканата. Ве повикавме затоа што при крајот на минатата недела вие, поточно Државниот завод за ревизија, поднесе предлог до Државната изборна комисија да се запре исплатата на буџетските средства за 84 од 122 учесници. И тоа поради недоставени извештаи за донации. Ајде малку повеќе да ја објасниме постапката, бидејќи неавноста некако 84 од 122 извучи премногу. Токму таква е состојбата. Државниот завод за ревизија како врховна ревизорска институција е надлежна за следење на финансирањето на изборната кампања преку систем на финансиско известување согласно Изборниот законник и подзаконските акти, а секако и согласно методологијата на Државниот завод за ревизија во согласно со меѓународните стандарди за ревизија. Државниот завод за ревизија секојдневно работи на зголемување на транспарентноста, отчетноста и одговорноста за трошењето на јавните средства, односно средствата на даночните обврзници, со цел медиумите и јавноста да бидат наши сојузници во остварување на нашите стратешки цели. Што значи систем на финансиско известување? Учесниците на изборната кампања им беа должни во одредени законски утврдени рокови да достават извештаи до Државниот завод за ревизија, Државната изборна комисија и Државната комисија за спречување на корупција, Државната комисија за спречување на корупција. Исто така, тие извештаи сме должни ние како Државен завод за ревизија да ги објавиме и на нашите веб страни. Чекор напред, за да можеме да ја зголемиме транспарентноста во известувањето за финансирање на изборната кампања, да го доближиме оној однос што значи пари политика, настапивме во зголемување на публицитетот. Имено, на нашата веб страна доставивме известувања до сите учесници во изборната кампања со нивните пропишани законски обврски, односно во кој рок и на каква содржина, односно каков образец е потребно истите тие извештаи да ги достават. Ајде малце поконкретно за ова, за рокот и за образецот. Ако добро го прочита вашиот извештај, вашето соопштение, тоа се двете главни причини поради кои што е поднесен овој предлог. Точно, имајќи во предвид дека се уште трае изборната кампања, од образците, односно извештаите по кои што ние како Државен завод за ревизија имаме надлежност да постапуваме со давање предлог одлука за запирање до Државната изборна комисија и извештајот кои што беа должни да ги достават на 11-тиот ден од започнување на изборната кампања, тоа е извештај за образец за примени донации за финансирање на трансакцијската сметка. Како што и вие рековте, од вкупно 122 учесници, до Државниот завод за ревизија немаат во законски утврдениот рок доставено 64 учесници во изборната кампања, додека 20 учесници го немаат доставено извештајот на законски пропишаниот рок. Сега, исто така, за да настапиме превентивно, бидејќи една од најзначајните улоги на Државниот завод за ревизија е превентивната улога при несоодветно постапување на сите правни субјекти, вклучувајќи ги и политичките партии, укажавме на потребата од итно постапување и тоа по истекот на законски утврдениот рок, им дадовме една едукативна поддршка за да можат да постапат како што бара законот. И сега предлогот е доставен до Државната изборна комисија. Поднесе ли некој во овој период, еве и за време на викендот, еден од овие 84 кои не поднел предходно? Со такви информации ќе располагаме, се надевам, во текот на денешниот ден. И што постојано доставуваат извештаи. Доколку не ги достават, понатаму во овој делот токму постапката? така, доколку не ги достават овие извештаи, следи од страна на ДИК
запирање, односно суспензија на трошоците за платено политичко рекламирање, односно тоа се средства од буџетот на државата. Се бидејќи ги споменавме роковите, вие го споменавте овој рок по кој што вие одлучувате 11-тиот ден од изборите, да појасниме за до крајот на изборите какви се роковите по кои што вие постапувате и вие како етапно ги вршите ревизиите до крајот на изборите. Имаме точно 7 дена, веќе во следниот понеделник ќе бидеме надвор од изборен циклус. Така, значи во овој период до денеска има обврска учесниците да достават 2 извишти. Како што реков претходно, по едниот постапуваме, даваме предлог до ДИК, по вториот немаме мандат тоа да го правиме. Следниот чекор е, мислам дека на 4 ноември истекува рокот за доставување на извештај кој што се должни да го поднесат на 20-тиот ден од денот на настапување на предизборниот молк за првиот круг и за вториот круг. Тоа е извештај со спецификација на трошоци за приходи и расходи за финансирање на трансакцијската сметка на учесниците. Токму така и по овој извештај пред да отпочне да тече рокот, ќе објавиме известување на нашата официјална веб страна на Државниот завод за ревизија, со кој што известување ќе упатиме повик повторно учесниците да не заборават на законската обврска која што ја имаат во однос на доставување на тој извештај. Имено, треба да имаме во предвид дека Државниот завод за ревизија нема улога репресивна. Како што реков и претходно, има улога на едукативно постапување на учесниците во случајов во изборната кампања, има улога на превентивно делување, има улога на транспарентно постапување. Имено сите конечни извештаи од извршените ревизии се објавени на нашата веб страна, со која што дури јавноста може да даде суд за работењето на менаџментот на X на одредена институција, а согласно тоа и да поведе сметка како и он работи, бидејќи на тој начин укачуваме на некои грешки и даваме препораки по кои што е потребно да се постапи. Сега, во однос на финансирање на изборната кампања, Државниот завод за ревизија има надлежност да спроведе ревизија од денот на отварање на трансакцијската сметка до денот на нејзино затварање. Што тоа значи? Учесникот на изборната кампања е должен во рок од 30 дена од затварање на трансакцијската сметка да изготви и достави вкупен финансиски извештај за приходи и расходи. Што тоа значи? Ке го опфати целокупното време траење на изборната кампања. Практично овој дел од постапката е само дел од целосниот ревизорски извештај за целокупното финансирање на кампања. Токму така, предмет на ревизија е вкупниот финансиски извештај кој што го опфаќа сеопфатното прикажување и на приходите и на расходите. Она што е исто така од особено значење е што Државниот завод за ревизија има увид и има електронски увид во сметките на учесниците на изборната кампања, кои што се отворени кај носителите на платен промет, што дополнително ни овозможува да ги потврдиме сите приходи, односно приливи, сите расходи, односно трошоци, кои што се направени за потребите на изборната кампања. Ова значи дека на крајот на кампањата, кога ќе се подготвува целосниот извештај, од неодамна вие можете и електронски, практично со 2 клика да стигнете до нивните сметки и да потврдите дали податоците што ви ги даваат вас се точни и вистинити. Што доколку не се, што ќе се случи ако најдете неусогласеност помеѓу она што ќе го видите на сметката и она што ви го доставуваат вас во образците кои ги барате. Доколку се утврдат одредени неправилности кои што укажуваат на сторен прекршок, Државниот завод за ревизија има обврска да постапи со доставување на барање до надлежното јавно обвинителство. Им праќате доволно од сите извештаи секогаш кога ќе најдете нешто неправилно? Така, доколку имаме во сите без огледалие финансирање на изборна кампања. Се надевам тоа да е прашањето или друг правен субјект. Бидејќи вашите извештаи ревизорски се полни со неправилности за многу институции. Толку така имаме законска обврска, извештаите доколку имаат сомнение за сторен прекршок ги доставуваме до надлежни институции, до јавно обвинителство, до финансова полиција, до Министерство за внатрешни работи.
Знаете како, ние го издаваме конечниот извештај. Претходно се издава нацрт извештај за извршена ревизија. Со тој нацрт извештај ги известуваме правните субјекти дека имаат законско право во рок од 30 дена од денот на доставување на нацрт извештај да дадат забелешки на нашиот извештај. По однос на тие забелешки, Државниот завод за ревизија изготвува одговор на истите и врз основа на тој одговор се објавува конечниот извештај. По доставување на конечниот извештај, правните субјекти имаат обврска во рок од 90 дена да не известат нас за превземени мерки по дадени препораки. Токму и тоа сакав следно да ве прашам, бидејќи на вашата веб страна го читав и ревизорскиот извештај за Државната изборна комисија за 2020 и во него се набројани многу неправилности за изборите во 2019, меѓу кои јавни набавки, ангажирање на лица, несоодветно чуван материјал се само дел од забелешките на ревизорите. Оно што исто така го забележав е дека Државната изборна комисија ви возвратила многу забелешки со една формулација која вели дека вашата забелешка не се прифаќа. Што значи тоа, да им појасниме на гледачите, доколку некоја институција врз која е извршена ревизија не ги прифаќа вашите забелешки? Сигурно покрај нивните дадени забелешки сте го погледнали и одговорот, тоа е секогаш прилог на конечниот извештај кој што е транспарентно објавен на нашата страна, во кое што ние се произнесуваме, даваме оценка на нивните видувања. Најчесто доколку субјектот достави докази со кои што ќе ја оспори состојбата констатирана со извршената ревизија, секако дека пристапуваме кон нивно разгледување и оценка дали истите може или не да се прифатат. Значи, ние сме врховна ревизорска институција која работи независно и непристрасно и секогаш работи на основа на докази. Токму затоа ја прашувам што значи кога некој ќе ви одговори не се прифаќа. Секако, доколку приложи документ. Ова прашувам бидејќи вие утврдувате практично фактичка состојба за усогласеност со законите. Така. Ако вие утврдите дека нешто не е во нечие работење не е во согласност со закон, како може некој да ви каже не се прифаќа? Тоа право ми е не можеме да прашањето. го спориме секому, секој си има свој видувања, но пак ќе се повторам, како врховна ревизорска институција работиме исклучиво на докази. И се ова завршува во јавното обвинителство. Доколку има сомнение токму така за сторено дело прекршок, извештајот го доставуваме до јавно обвинителство по кое што се очекува постапување од нивна страна. Господја Димитровска, сосема за крај, финалниот ревизорски извештај за партиите за кампањата го очекуваме крај на јануари. Токму така, имајќи ги во предвид сите законски рокови од денот на отварање, затварање на трансакцијската сметка и по затварање на трансакцијската сметка доставување на вкупен финансиски извештај, се очекува да истата започне да се спроведува некаде неофицијално крај на јануари 2022 година, со тоа што Државниот завод за ревизија има рок од 60 дена, што е и голем предизвик за нас, бидејќи во оваа изборна кампања се вклучени голем број на учесници. Да, 122 учесници. Колку ревизори ќе работат на ова? Ке се екипираме кадровски доволно, имајќи го во предвид краткиот временски рок за спроведување на оваа ревизија, за да можеме да излеземе ние со информација од истата. И сосема за крај, бидејќи тоа не интересира и нас новинарите, а верувам и јавноста, сепак се однесува на Државната изборна комисија, кога да го очекуваме ревизорскиот извештај за нив? Ревизијата е предвидена со годишната програма за 2021 година, што значи дека паралелно со спроведување на локалните избори, ревизија на локалните избори, ќе се спроведува и ревизија на изборните дејствија во надлежност на Државната изборна комисија. Да, ова е многу важно, бидејќи не интересира да видиме дали ги отстраниле неправилностите кои сте ги детектирале во претходните исто и за нас е тоа многу значено. А се работи за институцијата која ги организира изборите, што е на основата на демократијата во државата, што се однесува до партиите, време е јавноста исто така преку вас да има увид во трошењата, особено кога се работи за буџетски пари. Тоа е и наша голема улога
и да можеме да помогнеме и на јавност и на медиумите како А бога ми се и на трошат обвинителството. Секако. Господја Татјана Димитровска, помошник на главниот државен ревизор, благодарам што одвоевте време да дојдете во денешниот утрински брифинг. Секако, крај на јануари се гледаме повторно со оној целосен, конечен извештај и конечна оценка за тоа како партиите трошеле и се однесувале за време на оваа кампања. Благодарам уште еднаш. Благодарам и вас.